Точно е 18 часот и 56 минути, ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домакини Бети и Јон. Како што и ви најавивме на почетокот на емисијава, почитувани и кроз истата, нашно и ваш гостин е доктор Тодор Чепреганов. Во овие моменти го покануваме да ни се придружи во студијаво на Македонски корени. Инаку господинот Чепреганов е доктор на историски науки и истражувач на современата историја, со посебен интерес кон политичката историја и историја на дипломатијата. Господине Чепреганов, се надевам дека добро се слушаме. Ако е така, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Мислам дека се слушаме добро. Добро утро и добро вечер за вас и до вашите гледачи и слушатели. Добро ви утро и од мене, господине Чепреганов. Ви благодариме што прифативте нашата покана. Благодарам на поканата. Со драго срце. Господине Чепреганов, и по 2 недели од настанот во Битола, поточно од отварањето на културниот центар со името на Ванчо Михајлов, а на кој настан присуствуваше голема бугарска делегација предводена од премиерот Кирил Петков, не стивнуваат реакциите. Дали ова беше уште една провокација или пак испланирана акција за да ја оправдаат нивната кампања за наводен македонски антибугаризам, а е воедно и демонстрирање на нивната моќ и сила? Видете, сигурно дека секоја една акција која преземаат политичарите е добро обмислена пред да го направат тој чин. Чинот се случи на 16 април оваа година, кога бугарските медиуми објавија дека бугарска делегација на чело со Кирил Петков, премиерот на Бугарија, Илија Јотова, подпредседателска на државата, на покана од културниот дом Иван Михајлов, ќе го отворат клубот на ова здружение во Битола. Се би било во ред и се би било нормално меѓу две соседни држави. Меѓутоа, можеше оваа информација да помине само во средствата за информирање и да биде акт за меѓусебно почитување и зголемување на довербата и мост на зближување меѓу македонскиот и бугарскиот народ. Но за жал не е така. Во суштина, што сакаше да покаже Бугарија со овој чин? Од една страна сигурно дека сакаше да покаже кој е поголемиот брат. Моќ во однос на Македонија. Од друга страна се случи во деновите кога бугарската војска во текот на Втората светска војна влезе во Македонија како наводници ослободител и администратор. Јас го доживеав како промоција на јавна сцена во туѓа држава, промоција на наци-фашисти и убици. И тоа не било од кого, туку од бугарскиот политички врв. На премиерот Петков, подпредседателката Јотова, членот на парламентот Захариева и цела свита опозиција и позиција на бугарската политичка сцена. И тоа во името на европските стандарди и вредности, тие во Битола се обидува да политички да амнестираат и да рехабилитираат човек кој го носи име на културниот дом Иван Ванчо Михајлов, кој има 7 смртни пресуди и една доживотен затвор, 6 од кои се изречени во Софија од војниот суд, една во Горна Џумаја и една доживотен затвор од војниот суд во Софија. Човек кој, според мене, никако не може да се стави во рамките на обединувач меѓу Македонија и Бугарија. Напротив, тој е човек за кој постојат говеда македонски, а не македонци со македонски јазик, историја и култура. Сигурно бугарскиот политички и државен врв го знаел тоа. И доаѓа во Македонија да зборува, да се отвора културен центар за човек кој што нема никаква врска со културата и да му дава негово име. Тој човек може само да дели. Прашањето е, зар нема погодна личност од Иван Ванчо Михајлов, од бугарската историја
да го стават на тој бугарски културен центар. Со еден збор, ништо не е случајно. Така. Што всушност се случи во Битола и со чива дозвола се случи тоа? Со која цел се направи ова што се направи? Зошто е одбран токму градот Битола, но пред се зошто е одбрано името на клубот со ликот на Ванчо Михајлов? Што вели исто ариографијата, господине Чепреганов? Кој е тој Ванчо Михајлов? Како го има опишано историографијата ликот на бугаризираниот македонец Ванчо Михајлов? За каква личност станува збор? Дали исто ариографијата дава одговор на прашањето дали Ванчо Михајлов бил фашист и какви последици ќе има ова отварање на клубот во односите помеѓу Македонија и Бугарија? Па вака, ја сум соцсебно свесен дека бугарската делегација сигурно биле упатени во тоа кој е Ванчо Михајлов. Тие кога дојдоа овде, наместо говор на пријателство и добрососедство, тие ни донесоа говор на омрза и тоа од најдолен вид. Недобрососедство, пред се несоработка и непочитување на различностите. Дојдоа со цела политичка државна свита и политичка да ни промовираат пропаганда. Повторно да не подсетат на бугаризацијата, србизацијата и ленизацијата, која што се случувала во минатото. И ние македонците го влечеме до денес преку меѓусебните поделби. Тие од своја страна наполно му дадоа легитимитет на нацифашизмот, убиствата и тоталната негација на еден свој сосед во 21. век, и тоа повикувајќи се на европските стандарди. Во случајот со овој клуб, Петков и политичката свита, која дојдоа со него во Македонија, амнестираа и рехабилитираа еден етнички однароден македонец, со туѓа национална свест кој не признава македонска нација, јазик и култура и се борел за бугаризација на Македонија. Наместо осуда, за она што го направил Иван Михајлов, соработка со нацифашистичките држави и личности, кој што дал многу наредби за многу братоубиство меѓу македонците, гледаме дека политичкиот врв на Бугарија него го амнестира. А на кратко да видиме кој бил Иван Михајлов. Иван Михајлов е роден во Штип во 1896 година. Школувањето го добил во Штип, Софија, Скопје, Солун и на крајот студирал право во Софија. Станува член на ВМРО и секретар на Тодор Александров. По убиството на Тодор Александров 1924 година, од 1925 година бил член на Централниот комитет на ВМРО, на кое место е реизбран во 1928 година по убиството на Протогеров. Под неговиот избор од 1928 година, тој целосно ја презел организацијата во своји раце и ја диригира незината активност. Својата раководна функција ја започнува со серија убиства веднаш по убиството на Тодор Александров, почнувајќи од Горна Џумаја, каде под превезот на освета за убиството на Тодор Александров се убиени голем број македонски национални револуционери и покрај фактот што постојат сомневања, се уште денеска се води дискусија околу тоа во научните кругови, дали тој стои зад убиството на Тодор Александров заедно со бугарската влада. Неговото убиството на Тодор Александров, во тој период било прикажано како дело на комунистите, што Иван Михајлов во договор со бугарските кругови го искористил за серија убиства врз членовите на левицата во Перинскиот дел на Македонија. Ликвидациите започнуваат во Горна Џумаја, денешен Благоевград, се убиени од него, под негова директива Димо Хаджидимов, Арсени Јовков, кој бил раководител на Илинденската организација,
И со овие убиства во суштина се ослабува македонското национално ослободително движење во пресред на Втората светска војна. Само еден податок. По периодот од 1924 до 1930 година, по директива на Ванчо Михајлов, се убиени околу 4000 македонци. Секојдневно по улиците на Софија и другите бугарски градови и низ Европа се убивале македонци. Немало ден, а да не биде убиен некој македонец. Одржувал блиски врски со владата на Бугарија, а исто така имал подршка и од Италија. По забраната на ВМРО од 1934 година, тајно е пренесен во Турција, каде што му дава гостопримство Кемал Ататурк, но во 1938 година под притисок Кемал Ататурк му го откажува гостопримството и тој заминува во Полска. Потоа својата активност во емиграција ја насочува кон фашистичките и нацистичките кругови на Италија, Германија, Унгарија и Хрватска. Соработува со Анте Павелич, кој што рековме со фашистички нацисти, со фашистички Италија и нацистичка Германија. До почетокот на Втората светска војна и до крајот на војната е гост и престојува во Загреб, каде што се наоѓа под покровителство на Анте Павелич, лидер на усташката фашистичка организација, и едновремено во тој период се работува со италијанските и германските војни служби. Оно што е интересно за нас е тоа што неколку дена пред капитулацијата на Бугарија, на 6 септември 1944 година, по наредба на Хитлер, го испраќа во Македонија за да формира независна држава Македонија. Тој доаѓа со авион, е префрлен во Софија, од Софија е донесен во Скопје, каде што се среќава со група македонски бугари, со кои што разговара за формирањето на македонска независна македонска држава по примерот на независна држава Хрватска. Меѓутоа, луѓето со кои што разговара, Чкатров, Ѓузелов и други, му кажуваат дека стигнал касно. Веќе македонските комунисти и Народно-ослободителната војска ја завршиле работата и ослободиле Македонија. И дека нема место за таква Македонија со македонски бугари, како што сакал да формира Иван Михајлов. По ова се враќа назад, со германците се повлекува од таму и по капитулацијата на Германија емигрира во Австрија, потоа во Италија, од каде што одржува врски со македонската патриотска организација. За целото време и престојот во Италија, Иван Ванчо Михајлов работи против македонската држава во рамките на Југословенската федерација, останувајќи доследен на својот став дека не постои македонска нација, јазик и култура. И како што напоменав предходно во последното интервју, за него македонците се македонски говеда македонски. Умира во Италија во 1990 година. Тоа е во кратки црти неговата активност и оно што го направил за Македонија. Така. Како ќе ја прокоментирате изјавата на академик Драги Ѓоргиев, ко-председателот во заедничката Македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања, кој вели дека се случи чин што ги минира и сите други обиди да се најде решение за недоразбирањата меѓу Македонија и Бугарија. Се будат ли од комисијата или ова е само еден вид паушална изјава? Која е целта на една ваква изјава? Искрена ли е или не? Очекувате ли од историската комисија да ги прекинат разговорите или не? Каква порака ќе испратите вие до нив? Ја би сакал да мојот колега оваа изјава што е даде да е навистина искрена и во неа да го содржи токму оноа што поголемиот дел од македонската јавност го бара прекинување на преговорите со Бугарија. Меѓутоа,
имајќи предвид дека пред се политичко тело, мислам дека оваа изјава само во момент на емоции која што го преокупирале председателот на македонската комисија за да ја даде оваа изјава. Не верувам дека преговорите, дека комисијата ќе прекине со преговорите. Мислам дека тие до сега јас да бев на нивно место не еднашка 100 пати ќе дадев оставка од работата на комисијата. Меѓутоа, тие имаат своја, според мене, политичка задача која што треба да ја дотераат до крај. Да го извршат онова што политичарите го сакаат. Одлуките што ќе бидат донесени да бидат аминувани од историчари. Да не се каже дека тоа се политички, историски заклучоци, него дека тие работи за кои што се дискутира за Самуил, за Гоце Делчев, за фашизам, за сето тоа, се донесени од страна на комисија во која што, како што е познато, има само тројца историчари. И тие тројца историчари треба да ни донесат на нас сите останати историчари калап по кој што ние ќе треба да ја пишуваме историјата на Македонија. Не верувам многу во искреноста на оно што е кажано. Како ќе го прокоментирате фактот што македонските власти, освен министерот за надворешни работи Бујар Османи, на некој начин се дистанцира од тој настан во Битола со нивното неприсуство, оставајќи ја бугарската делегација да го прави она што го направи? Ви мириса ли ова на претходен договор како што ние го перцепциравме и од што се изглаши и плаши владата предводена од премиерот Ковачевски? Видете, прво е малку чудно во држава да ви доаѓа политичко и државно раководство на туѓа држава, а вие да не реагирате. Политичкиот врв во Македонија, државниот врв во Македонија да се прави дека не знае што и се случува во државата. Тоа е незамисливо пред се за органите на власта кои што треба да ја контролираат влезот и излезот на секој оној кој што доаѓа од страна. Не може цела свита бугарско политичко и државно раководство да ви доаѓа во Македонија, а политичкиот врв во Македонија да молчи. И тие да се шетаат во градовите во Македонија како ослободители. Како да доаѓаат на своја територија, што и во суштина мислам дека сакат да го покажат. Дека ова е втора бугарска држава со истородно население, дека тука живеат бугари. Самиот чин со непојавувањето на македонските политичари, што нивната постфестум реакција, што се случи, зборува дека ние или имаме држава, или немаме држава. Во случајот се покажува дека немаме држава. Дека во оваа држава може секој како сака да влегува и да излегува. Да отвори и да затвора културни споменици, не знам какви не работи. Наместо овој чин што го направија бугарите, што дојдоа цела делегација и позиција и опозиција, да го искористеа да се поклонеа пред споменикот на евреите во Битола и да се извинеа за оно што го направија во текот на Втората светска војна на македонците. Тие овде демонстрираа моќ и сила да покажат од кој зависи приемот на Македонија за започнување на пристапни преговори за Европа. Пазете каква сулуда идеја. Наместо спријателување, наместо почитување на различностите, ние сме си македонци, они си се бугари, никој нема против ништо, може да дојдат во Македонија, да посетат, меѓутоа тоа треба да биде се организирано и на нашата власт не може да се прави дека не знае што и се случува во државата, да излегуваат после тоа со изјави
за настано што се случило. А оно што Бујар Османи беше, тоа беше во сосема друга конотација. Не беше во однос на отворањето на културниот центар. Тоа беше во врска со таму економскиот дел кој што го имаат за отварање на некоја. Како ќе прокоментирате изјавата на Каракачанов, цитирам, Македонија без бугари огон да ја изгори? Дали ова не ви асоцира на Ванчо Михајлов? И дали вреди заложбата на Македонија да влезе во ваква Европска Унија, во која членува Бугарија со вакви изјави? За каква Европска Унија говориме? Видете, претходно имаше еден историчар исто така кој што постојано даваше изјави кои што беа насочени против Македонија, Бог да го прости, почина. Меѓутоа сега во негово својство се јавува Каракачанов. Мислам дека Каракачанов е извршен политичар кој што својата кариера ја гради врз база на национал шовинизмот во однос на непризнавањето на македонската нација, јазик и култура, и нема некое големо влијание во однос на политиката што сака во моментот да ја води Бугарија со Петков, кој што кога дојде беше промовиран како прозападен политичар кој што ќе донесе нешто ново во односите меѓу Македонија и Бугарија. Меѓутоа, како подминува времето, гледаме дека и Петков не може да излезе од онаа стапица која што ја имаат бугарите во однос на македонското прашање. Дека не постои македонска нација, јазик и култура, дека се до 1944 година сме биле бугари, а преку ноќ сме станале македонци. Затоа Каракачанов, мислам дека не заслужува многу да се коментира. Така, зошто молчи и замижува Европската Унија во врска со ова што се случи во Битола, иако знаат дека со нивниот молк ќе се зголеми скептицизмот на македонската јавност према Европската Унија? Време ли е македонските власти да се пробудат и да сватат дека сепак моќните држави членки на Европската Унија се на страната на Бугарија, која на наша несреќа ја користат заради геостратегиски цели? Мислам дека ако сака да го направат тоа што требаше да го направи Европската Унија за отпочнување на пристапните преговори, тоа можеше да го направи многу одамна. А не веќе со години ние да се занимаваме со односите меѓу Македонија и Бугарија. Според мене, за целата оваа работа што Македонија не може да ги отпочне пристапните преговори, стои Европската Унија со низината политика. Како што Грција на времето беше милениче и се уште е на запад, сега Бугарија станува на еден начин заштитен знак на Европската Унија во однос на недозволувањето, не само на Македонија, туку и на Албанија, што одиме во пакет, не дозволува отпочнување на пристапните преговори. Европската Унија, според мене, е таа која што е креатор на македонското прашање во историјата, која што до ден денеска македонците успеа да обстојат на историската сцена и покрај обидите на соседните балкански држави да ги асимилираат и денационализираат, а исто така за сето тоа стоја европските држави кои што го дозволуваат тоа, мислејќи дека овие држави со тек на време ќе успеат полека македонците да ги претворат те во бугари, те во грци, те во срби. Меѓутоа, за жал, тоа не успеа. Македонскиот народ се покажа многу цврст и дека обстојува на овие територии и на крајот успеа да формира и собствена држава. И сега моментот се, според мене, како да го имаме последниот чин од македонската дрмолетка, македонско прашање. Се ова што ни се прави,
е со цел да се да станеме нешто кое што ќе нема идентитет, кое што ќе нема јазик, кое што ќе нема собствена култура, да се претопиме, да станеме бугари. Тогаш ќе можете да влезете во Европската унија. Нешто што е надвор од памет, пред се е нецивилизирано, не е ниту според таму одредбите на Обединетите нации, а ниту пак на основите на кои е создадена Европската унија, на основите на антифашизмот. Меѓутоа, за жал и во државава, како што рековте, имаме политичари кои што не можат да ударат на маса и да речат доста е. Па ќе прекинеме и преговори се, кога ќе дојде време, викнете не да можеме да влеземе. Гледате што се случува сега Украина жалосно влезе во војна, се наоѓа во војна, меѓутоа може да ја примат итно во Европската унија. Веднаш по нив одат Финска и другите држави гледат да влезат. Зар треба и во Македонија да избие војна, па тогаш да не примат во Европската унија? Меѓутоа, ако избие на Балканот војна, тогаш више работата ја земала шегата. Надвор од контрола, да. Надвор од контрола. Поранешната министерка за правда Рената Десковска обелодени дека во 2019 година Министерството не дало одобрение за употреба на името на културниот центар Иван Ванчо Михајлов во Битола. Десковска сега бара да почнела постапка за носење на измени во Законот за здруженија и фондации, во кои ќе се пропише јасна постапка за регистрацијата на истите и јасни критериуми за кои имиња треба да се забранети за употреба. Како ќе го прокоментирате оваа нејзино барање, но и нејзиниот мол досега, пред се во време кога Централниот регистар го издал одобрението? Па видите се, овде се покажува токму тоа нефункционалноста на државата. Ако Министерството донело одлука дека тоа здружение не може да се формира, како може Централниот регистар да го регистрира? Зар тие се над Министерството? Зар тие се над органите на државата? Како може некој таму самоволно да го абстрахира решението на Министерството и самиот да донесува одлука дека тоа здружение може да се формира? И да се вели таму дека тоа не немало територијални претензии, не знам какви. Меѓутоа, само тоа име на здружение кажува што му е целта. Тие што го правеле оценувањето, дали може да биде регистрирано или не, морале претходно да се распрашаат кој и што бил Ванчо Михајлов. Морале да знаат неговата историја. Што символизира тој? Ако отидеме да се таму во Битола и се учествуваме во таа манифестација, тоа значи дека ние го признаваме оно за кое што се борел Ванчо Михајлов. Тоа е неговиот лик. И сега тие добиле дозвола за регистрација и познато е, тие постојат од 2019 година. Меѓутоа, овде пред се затајуваат органите на државата. Органите на државата треба да се вршат својата работа. Зошто? Ајде реципроцитет. Зошто не дозволат да се отвори некој културен дом во Пиринска Македонија, кај што се наоѓаат нашите македонци? Зошто ги абстрахираат 14 пресуди на судот во Страсбург? Зошто не дозвола? Него еве сега излезе Ковачевски ќе отвара културен дом во Благоевград. Како ќе го прокоментирате соопштението од Централниот регистар, од друга страна дека во запишаните цели и програми на делување на здруженијето Културен центар Иван, односно Ванчо Михајлов Битола, немало елементи за насилно уривање на уставниот поредок, ниту пак активности кои биле спротивни на уставот и законите, и затоа издаде решение за неговата регистрација, оправдувајќи ја одлуката со некаква синотарска изјава дека Ванчо Михајлов немал наследници кои би го спречиле користењето на неговото име.
Па зар треба, не знам, кога го прочитав тоа, просто човек да се чуди, зар тие што го регистрираат Сдруженијето се без памет, па да пишат дека во членовите таму ќе се борат за обединување на Македонија со Бугарија? Тоа сакат да пишува тие таму кои што го во Централниот регистар, кои што го разгледувале тоа, па со самото име се гледа позадината на Сдруженијето, дека тоа има задача да врши пропаганда во Македонија за идеите на Ванчо Михајлов. И како и што сакале они? Они сакале внатре се да биде напишано што ќе прават, дека може да употребуваат и тероризам и не знам што се тоа, глупости. Од некогаш не мора тоа да е напишано, затоа секоја организација која прави нешто, своите вистински цели гледа да ги прикрие со нешто поубаво, нешто кое што нема да привлече внимание за да биде забрането. Сигурно дека они знаеле што прават, меѓутоа сега гледаме дека тоа Сдружение таму се носат, ќе биде место каде што ќе има книги на бугарски книги кои што ќе се делат меѓу народот, што значи тоа беше влегување на пропагандата која што беше карактеристично во Македонија во крајот на 19 и почеток на 20 век. Бугарската, грчката, српската пропаганда, кои што преку училиштата литература настојуваат да го денационализираат македонскиот народ. Како ќе ги прокоментирате изјавите на дел од членовите на Мешовитата историска комисија од македонска страна дека политичарите не се мешаат во нивната работа, а од друга страна изјавуваат дека после секој разговор, мислам на разговор на комисијата, праќале извештај до Министерството за надворешни работи со содржина на разговорот? Видете, постојано зборуваме за тоа, дека комисијата е политичко тело формирано од Министерството за надворешни работи. Колку и да настојуваат они да сето тоа го прикажат како демек еве, ние немаме никаква врска со тоа, самиот факт што се формирани од страна на Министерството за надворешни работи зборува за нивната функција. Јас ги нареков политбиро на порано као што имаше политбиро на централните комитети на партиите, сега и овие се као некој начин политбиро на Министерството за надворешни работи, на кое што тие по секоја седница поднесуваат извештај на тоа министерство. И тоа е апсурдот. Они работат историски, коментираат историски настани личности, донесуваат заклучоци, и тие заклучоци ги испраќаат до Министерството за надворешни работи. Пазите сега, во Министерството за надворешни работи нема историчари, тие се политичари. И тие треба да одлучат дали тоа што го донели историчарите може да се прифати или не. Пазите каков апсурд. Луѓе кои што по професија не се историчари треба да донесат, да се политичари треба да донесат одлука дали да ги прифатат заклучоците кои што се донесени од комисијата. А ниту пак фелата историска знае што е донесено. Затоа што сите протоколи кои што се усвоени од страна на комисијата не се пуштени во јавност. Никој не знае што во суштина е дискутирано, што е донесено, какви одлуки се донесени, што во суштина ни дава за право да шпекулираме. Како што грците може ќе дојде и до тоа, како што грците побараа на секој споменик во Македонија од антиката да стои налепница дека припаѓа на хеленистичката култура, може да се случи и бугарите да побараат на секој споменик од национално-револуционерната борба на Гоце Делчев, Даме Груев, Питу Гули, сите да стои налепница на која ќе стои дека тие припаѓаат на бугарската култура и на бугарската историја. И тогаш на нас македонците што ќе ни остане? Што ќе имаме? Немаме ништо. За жал, јас сум рекол, штом влезете комисиски да расправате
за својот идентитет, својот јазик и култура, ви имате проблем самиот со себе. Самиот со себе имате проблем, на вас нешто не ви е во ред како што треба. Која е причината јас да седнам на маса и да се ценкам со некои други, дали Гоце Делчев припаѓа на македонската колективна меморија или на бугарската? Кој тоа мислам, тоа е апсурд. И да се ја што реков, да играме покер. Ко да више? На кого ќе припадне? Дали на Бугарија или на Македонија? Па ние си имаме собствена колективна меморија, собствени митови херои кои што живеат во нашата свест, се пренесуваат од колено на колено. Немаме врска со бугарската. И тоа треба да биде јасно као бел ден. Меѓутоа, меѓутоа сега имајќи го предвид оно што го направија грците, а бугарите и грците во се до слух, соработуваат во однос на тоа што како, сега ја преземаа палката бугарите. До 44 година сте бугари. Од 44 година ве сформирал Тито, Коминтерна, и од тога сте македонци. До овде мора да признаете дека сте биле бугари. Пазите каков абсурд. А постојат илјадници документи ни светот и во Бугарија, и во Грција, и во секаде за тоа кои што биле македонците, што и како се случило низ историјата. Така. Една група на аналитичари, пред се провладини, но и политичарите од владачкото мнозинство се уште тврдат дека со подпишувањето на Преспанскиот договор ни се забетонирал нашиот македонски идентитет и јазик и дека токму тоа било причината за максималистичките и радикални барања и настапување на Бугарија. Како ќе ја прокоментирате ваквата теза и како ќе ја прокоментирате изјавата на еден од членовите на Македонската мешовита историска комисија, мислам дека тоа беше господинот Огнен Вангелов, кој се согласува со оваа теза, дека со договорот од Невици не бил забетониран идентитетот и јазикот, нагласувајќи го членот 7 од Преспанскиот договор. Многу пати слушаме од одредени аналитичари, наводници, дека ни е забетониран идентитетот. Кој идентитет ни е забетониран? Па заради тој забетониран идентитет во Македонија моравме да ги смениме сите институции што има презнак македонски. Македонски народен театар, македонска опера и балет, сето тоа за да ги направиме национални. И тоа е забетонирање на идентитетот. Затоа ги брусевме шахтите во Македонија, затоа што ни беше забетониран идентитетот, затоа што ќе имаме коса црта граѓани на Република Македонија. И тоа е забетонирање на идентитетот. Тоа они настојуваат на еден таков пропагандистички начин да го покажат дека еве ние со Грција успеавме нешто да постигнеме. Не, тука го изгубивме ние идентитетот, ние више го немаме оној македонски. Па земете, с кога беше пред известно време во некој од западните држави на саем на виното, македонското вино беше изфрлено. Франција. Затоа што и кодовите ги губиме, кои што тебе сега во НАТО сме Норд Македонија, Северна Македонија. А не можеше да биде МА, не можеше да биде МК, него мораше да биде НМ. Видете, секако дека именувањето на државата го носи сето останато. И така е, и полека, постепено во светот тоа ќе се случи. Ќе бидеме именувани као северно македонци. Тоа ќе се настојува имајќи предвид ако остане ова политичка врхушка која што постојано инсистира само на тоа северна да влезе во главата на народот. Меѓутоа, факт е дека ние како историчари укажувавме и претходно дека и договорот со Грција е штетен. А исто така дека поголема штета ќе имаме од страна на Бугарија. И тоа се покажа за точно. Наместо Бугарија, па пазете, не велат дека сме биле браќа.
Па зар вака се помага на браќа? Наместо да покажат солидарност, почитување на различностите и да не поддржат, само така може да дојде до зближување меѓу двата народа. На тој начин, кога ќе се почитуваат сите тие различности кои што ги имаме, зошто, например, они бегаат од периодот на Георги Димитров, 45-48 година. Зошто бегаат? Затоа што тоа беше вистински начин како треба да се гради братство и пријателство. Затоа што тие луѓе тогаш, Георги Димитров, кој они сега го сметаат за предавник, знаеше кои се македонците, дека тие постојат. Знаеше дека постои македонски јазик, култура, дека е различна од бугарската. И зошто дозволи отворање на училишта, библиотеки, театар во Пиринска Македонија? Токму поради тој факт. Затоа што знаеше дека тие луѓе се македонци. Меѓутоа, Тодор Живков и компанија ја направија работата по смртта на Георги Димитров онака како што имаме до ден денески, од кое што не отстапуваат голем дел од бугарските историчари и политичари. Пред некој ден имаше еден научен собир на тема Македонија и Бугарија меѓу сегашноста и иднината во организација на Социјалистичката партија на Македонија. Вие бевте еден од неколкуте кои учествуваа на тој собир. Ќе ни кажете ли на која тема вие дискутиравте и кои теми преовладуваа на тој собир? Дали се донесе некаков заклучок и каков заклучок донесовте? Имаше ли некоја условна заедничка декларација од сите учесници на тој собир? Видите, да, се одржа еден научен собир во организација на Социјалистичката партија на Македонија. Мислам, четврти поред, претходно имаше 3 трибини, исто така за значени историски личности во Македонија. И овој пат одржаа научен собир. Навистина научниот собир беше посетен многу. И оно насловот беше Македонија и Бугарија низ историјата. Беа поднесени мислам околу 15 на реферати, во кои што врз база на оригинална документација се разгледуваа односите меѓу Македонија и Бугарија во текот на историјата. Мислам дека излагањата на сите учесници беа подкрепени со историски факти кои што не можат да се побијат. И тоа е оноа што треба да се прави, не да се формираат политички тела кои што ќе разговараат за историјата. Разговорот на историчарите е на научни собири, каде што меѓусебно ќе спорат и ќе дискутираат за тие разлики кои што постојат. Со врз база на силата на аргументите да се докаже тоа што е. Јас наставив со реферат за историјата помеѓу политиката и органските историчари. Органски историчари се историчари кои што секоја политичка гарнитура ги носи со себе за да можат да пишуваат позитивно и да ги величат успесите на владата која што ги назначила. Во тој контекст зборува за последната изјава на Зоран Заев, кога излезе со став дека Бугарија не била фашистичка држава. Дека таа била антифашистичка држава на која што се придружи на неколку пати и председателот на Македонската историска комисија, кој што исто така излезе со став дека и тој мисли дека Бугарија не била фашистичка држава. Ја врз база на оригинални бугарски документи, објавени од страна на самите бугари, докажувам дека бугарите, самите тие, уште 44-45 година, се борат за да расчистат со наследството на фашизмот и нацизмот во Бугарија. И тоа го пишуваат и самите бугарски историчари.
И сега ние македонците овде се јавуваме како апологети на бугарите кои што сакат да го избришат тоа минато, да го заборават, како што сакат да го заборават периодот од 45-48, да го избришат и да кажат дека да, бугарите не биле фашисти, тие биле антифашисти, дека се оно што се случувало во Македонија било администрирање, било ослободување и дека евреите во Треблинка ги испратиле македонците, дека имало братоубиствена војна, не се работело меѓу борба меѓу бугари и македонци, него меѓу бугари и бугари имало граѓанска војна во Македонија. Пазете каков апсурд. И сето тоа сега се настојуваше преку политичка реторика да биде прифатено од историчар. И тоа да се протне како еве Македонија да ги рехабилитира бугарите. Тие не биле фашисти. Имале профашистички организации. Тоа не оди така. Не може, постојат документи, самите бугари пишуваа. Они се бореа самите против монархофашизмот во Бугарија. Самите они се бореа. Формираа Отечествениот фронт, партизанските единици кои што ги имаа се бореа против бугарска фашизам и нацизам. И апсурдот е во друго. За време на периодот 44-45 година беа осудени оние кои што беа фашисти и антифашисти и нацисти во Бугарија. Некои беа стрелани, беа убиени. Меѓутоа, во 96-97 година, бугарите со декларација во парламентот, сите тие што беа обвинети како фашисти и нацисти и убиени ги рехабилитираа и ги направија жртви на комунизмот. И сега се рехабилитирани Цар Борис, Петар Габровски, Александар Белев, Богдан Филов и сите тие кои што биле дел од тоа фашизирана држава. Тоа е апсурдот што се случува во Бугарија. Ама обидот да ние овде бидеме првите тие кои што ги рехабилитираме, дека не биле фашисти, тоаш биле антифашисти, тоа е обидот што се обиде да го направи политиката и историјата. Така. Мора да побрзаме, имаме сега уште неколку прашања. А вие напомнавте, јас го напомнам и тоа, дека премиерот Ковачевски најави отварање на македонски клуб во Благоевград до крајот на оваа година, иако мислам дека знае дека ова е невозможна мисија. Му верувате ли вие на оваа негова изјава која слободно можеме да ја цврстиме во рубриката верувале или не, имајќи го во предвид ставот на бугарските власти дека во Бугарија нема македонско малцинство, теза со која постојано не потсетуваат нас, но и светот. Последното потсетување беше кога се отвараше бугарскиот културен центар Ванчо Михајлов во Битола преку изјавата на бугарската потпредседателка Јотова дека во Бугарија нема македонско малцинство. И за колку ќе биде наменет тој македонски клуб кога за ова ненародна власт грижата за македонското малцинство во Бугарија било мешање во внатрешните работи? Прво, прашањето е зарим веруваме на политичари? Второто прашање што е тоа за ние прашуваме. Ние не веруваме, ми тоа сепак. Едноставно ако беше така, овој претходниот премиер што не излажа. Се колнеше во сите жици дека нема да смени име, устав, се на тоа во државата. Една работа. Мислам дека ја би бил пресреќен кога Ковачевски би останал доследен на оваа своја изјава, а не да биде само пуштена во етерот во моментот кога ги имаат овие работи што им се случуваат со отварањето на клубот во Битола. По сите човечки, политички, меѓународни норми мора да има реципроцитет.
не може они да бараат бугарите, оке, бугарите да влезат во уставот. Не е ништо спорно. Ама чекај, дај македонците во Пиринска Македонија, зошто да не се постави прашањето од страна на македонските политичари дека таму има македонци, не да се сплашат да кажат дека таму живее македонско малцинство, него да излезат кога ќе зборуваат, да зборуваат дека таму постои македонско малцинство кое што матичната држава треба да го штити, да се бори за неговите права, а не нашите политичари со цел да добиеме пас за влез, за почеток на преговорите со Европската Унија, се плашат да кажат дека има македонско малцинство во Бугарија и тоа ви доаѓа подпредседател на држава во Македонија и ви вели дека нема македонско малцинство во Бугарија, за нејзе тоа е непознато. Пазите каков абсурд. Пазите тоа незамисливо. Да се правите слепи и глуи при очи и уши. Луѓето таму сами се борат да се изборат за своето право, барем да имаат неотворење на некој клуб. Нешто што ќе ги идентификува тоа што се. И сега Ковачевски излегува. Дај Боже да го реализира. Испадна работата нашиот, некој еднаш кажав со извинение, нашиот устав пачавра. Секој може да прави што сака и како сака. Да го отвори и затвора кога ќе му текне. Бугарскиот бил затворен со клjuč, клjučот бил фрлен, не можеле да го отворат. Ба немојте. Не, се е можно. Нашиот устав се отвора со калаус. Нашиот со калаус, нивниот никако не може. И тоа е апсурдно. Јас рекол би бил пресреќен ако Ковачевски остане доследен ново и го истера до крај. Како што треба да се отвори еден културен клуб било каков на тие луѓе таму, тие сакаат едноставно само да бидат признаени дека постојат. А за тоа треба да се бори матичната земја, држава, тие од кого ќе бараат тие помош? Од кого? Ако не од матичната држава. Таа треба да ги помогне. А матичната држава вели не постоите. Ве нема. Исто како што направија со Грција. Нема македонско малцинство, има народ кој што зборува јазик спротивен од грчкиот. Кој е тој јазик не знаеме. Срамота. Разговоров, да го продолжиме со неколку блиц прашања на кои пробајте да ни дадете блиц одговори доколку е можно, но за не повеќе од 10 минути. Како ќе ја прокоментирате изјавата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски поврзана со отворањето на културниот центар Ванчо Михајлов во Битола, кој рече дека тоа представувало провокација, додавајќи, цитирам, нашата земја е никната практично од народно-ослободителната борба. Тоа е точен факт. Нашата земја е никната од народно-ослободителната војна. Не можеме ние да бегаме од тоа. Антифашизмот ние во основите на државата. Без учеството на македонците во народно-ослободителната борба и на страната на антифашистичката држава, Македонија немаше да постои. Тоа е факт. Така. И од тој факт ние не треба да се откажеме како што некој настојува да каже дека бугарите не биле фашистичка држава. Па тогаш против кого се бореле македонските партизани? Ако нема фашисти, нема антифашистичка војна. Токму така, меѓутоа изгледа како да е дволичен. Едно зборува, друго прави. Тоа е друга работа. Не гледаме ја што зборувам, гледам што правам. Тоа е друга работа, и зошто рекол, заради ми веруваме на политичарите. Така е, токму така. Тоа е основната причина. Така. А како ќе ја прокоментирате изјавата на универзитетската професорка Катерина Колозова дека Ванчо Михајлов, покрај тоа што бил националист и фашист, бил и голем македонист? Прику кое дело на Михајлов професорката Колозова го виде големиот македонист во човекот, на кому рацете му се долакти извалкани со пролеана крв на многу македонци кои настрадале токму од него? Јас кога слушнав таа изјава баш го
го размислував тоа, кој е таа изјава што него го прави македонист. Она мисли едноставно затоа што тој се борел за самостојна и обединета македонска држава, дека тој бил македонист. А во основа заборава, го отфрла оно другото, дека тој се бори за таа идеја за самостојна обединета македонска држава, меѓутоа без македонци. Без македонци се бори за држава во која што населението ќе биде бугарско. И ја не разбирам таа идеја, бил македонист. Во која смисла бил македонист? Што се залагал за обединета Македонија без македонци? И што ги нарекол македонците говеда? Говеда. Не разбирам. Не можам да ја саснам суштината. Еве сега гледам денеска, вчера прочитав дека ќе формирале некое друштво на пријателство меѓу Македонија и Бугарија, во која што таа е една од пријателите. Да. Како ние да сме непријатели на Бугарија, ја не можам да ја разберам логиката, знаете. Што ќе кажете за разговорите со Бугарија кои се држат настрана од очите на македонската јавност? Па, тоа го реков и претходно, дека ние немаме никакви информации за тоа што и како се договара, ајде не преговара, него како се разговара и што се договара, затоа што тие под секоја седница имаат своји протоколи кои што ги доставуваат до Министерството за надворешни работи. Наместо да биде целата работа јавна, работата испаѓа дека тие водат тајна дипломатија. И никој од нас не знае што во суштина се разговара. Јас таквиот начин на работа го осудувам. Така, дали спрема вас треба да се отвори македонскиот устав сега, пред почетокот на пристапните преговори со Европската Унија, како што тоа го бара Бугарија, и дали овие неуки од власта ќе дозволат доброволно да го смениме уставот, надевајќи се дека Бугарија ќе го крене ветото? Ја би одел сосема спротивно. Бугарија прво да ни дозволи да ги отпочнеме преговорите со Европската Унија, па потоа како ќе одат поглавијата, сето тоа што го бараат во однос на внесувањето на бугарското малцинство во уставот, сето тоа да оди по тој принцип. А не отворете го сега, ставете ги, па потоа ние ќе ви дадеме на вас право да ги отпочнете пристапните преговори. А ако гледаме како нечисто играат во однос на сето тоа, гледајќи да искористат се што можат до максимум, а и оваа нашава влада го прави истото. И тие преговараат без да знаеме што преговараат. Никој нема информација за што во суштина се разговара. А сигурно штом криете, значи се разговара за некои идентитетски прашања, кои што сигурно дека ќе предизвикаат кај народот емоција. Сигурно нема да предизвикаат задоволство ако се однесува на обезличувањето на македонскиот народ. Како ќе ги прокоментирате одлуките на дел од македонските национални телевизии да канат бугарски новинари за гости во емисиите, кои директно во самиот разговор проповедаат голема Бугарија, оправдувајќи го Михајлов дека немал никаква врска со фашизмот? За ова немам коментар. Не знам што да кажам. Тоа значи, викате човек на гости, се покажувате гостоприемлив, а тој од своја страна венапаѓа ви кажува дека тоа што вас ве боли во суштина не е така. Дека Иван Михајлов е човек кој што е хуманиста, не е човек фашиста, не е нациста, него тој бил многу добар. 4000 луѓе да убиете за 6 години, знаете што значи? Човели едно студентско здружение испратило апел до македонците баш во тие години, дека не се тоа компири и пиперки што можат да никнат за година дена, дека тоа се млади луѓе кои што можат да бидат инженери, професори, сето тоа за кои што некои мајки и татковци трошеле средства за да ги воспитаат, за да ги пратат на школување.
и тие бараат да престанат убиствата меѓу македонците, затоа што или ќе има Македонија или ќе ја нема. Затоа еден британски дипломата кажува: оставете ги македонците, самите ќе се завршат работата. Како што тргнале да се убиваат вака, брзо ќе ги снема. Тоа е... Добро. Дали со еминувањето на бугарскиот клуб со името Ванчо Михајлов, кој е осведочен соработник на фашистичките режими, како што рековте, се подкопува и максимата на тезата за заедничка историја, која теза ја заговараат од бугарската, но и од нашата македонска страна, иако македонската антифашистичка борба и Третиот рајх на Бугарија се две спротивставени страни во историјата. И што би се случило кога некој висок македонски државен представник отвори македонски клуб во Бугарија? За тоа што се однесува за заедничка историја, мислам дека едно од најабсурдните прашања кои што и комисијата го дискутира, и тоа за каква заедничка историја ние зборуваме со Бугарија. За каква заедничка историја? Ние имаме сосема различни истории. Може, кога били окупатори, да имаме заедничка историја. Меѓутоа, ние си имаме своја колективна меморија, своја историја, свој идентитет, свој национални херои, свој митови. И овде нема што да зборуваме заедничка историја. Бугарите нека си. Што имам, ако толку многу имаме заедничка историја? Зошто во текот на Втората светска војна на партизанските одреди им даваат имиња кои што немаат врска со национално-слободителната? А зошто во Македонија сите партизански одреди носат имиња на македонските револуционери? Гоце Делчев, Даме Груев, Питу Гули. Зошто ако толку многу им значеа македонските револуционери, Гоце Делчев не му направија некој споменик во Бугарија за времето докај тој беше го чува Илиденската организација? Па затоа што не го чувствуваа за свој. Каква за заедничка историја ќе зборуваме? Нема, тоа се две различни истории. Македонската ќе се ја пишуваат македонските историчари, бугарската нека се ја пишуваат бугарските. И со тоа целата работа е завршена. Дали некој македонски политичар ќе отвори клуб? Вака како што е тргната работата, ниту ќе отвори, ниту мислам дека и ово на Ковачевски брзо ќе падне во вода, затоа што бугарите ќе се спротивстават на сето тоа. Ќе се спротивстават со тоа што постојано го повторуваат. Нашиот устав е ваков. Вашиот е таков. И тука нема нони да отстапат од тоа. И за крај, како ќе ја прокоментирате најновата провокација на бугарскиот претседател Румен Радев, кој најави една голема манифестација на 4. мај по повод 119 години од смртта на нашиот македонски апостол Гоце Делчев, велејќи дека со една таква голема манифестација сакаат да изразат длабока почит кон животот и делото, како што вели Радев, на овој голем апостол на слободата на македонските бугари. Па еве, гледаме што прават, како малку каснат за прославите. Сега они ќе го величаат Гоце Делчев, оти видоа што значи за македонците. И сега ќе се настојуваат да представат пред светот дека еве Гоце Делчев е бугарски херој, не македонски. И дека тој се борел за правата на македонските бугари во Македонија. Затоа што видоа дека Гоце Делчев во ниту еден свој документ во некој нема кажано дека се бори за Бугарија. И неме на овој научен собир една од колешките која што работи на фолклористика кажа дека не постои песна за Гоце Делчев во која што се пее дека се бори за Бугарија. Дека се бори само за Македонија. И сега бугарите што настојуваа? Сето тоа да го превратат. Сега ќе испадне се борел за македонските бугари во Македонија. Абсурд. Меѓутоа ги бива многу добро сето тоа да направат парада и
да се слушне за тоа што го прават, затоа што се членка на Европската Унија, а и во Македонија на 3 и 4 ќе се одржи голема конференција за Гоце Делчев, 150 години од неговото раѓање. Да. Значи, тоа се работи кои што ни се случува. За жал. Така. Така. Господине Чепреганов, ако нема што друго да додадете, и овој пат чест и задоволство беше вашето учество во Македонски корени. Имајте си убав викенд, чувајте се, пријатно до слушање и до скоро довидување овде на Македонски корени. Благодарам на поканата и поздрав до вас и до вашите гледачи. Поздрав, уште еднаш и ние си достававме на зборот, не чекавме 12 месеци, значи на 6 месеци ве поканивме. Да. Одиме на подобро, се гледаме поскоро. Се случуваат многу настани, многу настани, многу брзо ни се случуваат во Македонија. Така. Поздрав и Поздрав исто до вас, пријатно.